Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите на ексклузивно, баш ексклузивно интервју со Дарко Младич, синот на Ратко Младич, роден 1969 година во Скопје и што е интересно, почитувани гледачи, повеќе од 90 или 95% од интервјуто ќе биде снимено на чист македонски јазик. Или да направиме една мала дигресија. За разлика од Али Ахмети, кој од 2002 година е власт во Република Македонија и не сме го слушнали да проговори на македонски јазик, Дарко Младич или синот, како што го нарекуваат на војниот злосторник Ратко Младич, ќе го даде интервјуто за емисијата во Центар на чист македонски јазик. Меѓутоа, да не доложам, следува интервјуто со господинот Дарко Младич. Кој е Дарко Младич? Дарко Младич, семеен човек, сега живее во Белград, роден во Скопје, 1969. Син на Ратко Младич. Син на Ратко Младич, да. Многумина или многу малку луѓе во Македонија знаат дека вие сте во Скопје родени, дека Ратко Младич е еден голем дел од својата кариера поминато во Република Македонија. Да. А уште ќе бидат поизненадени кога синот на Ратко Младич може и на македонски да зборува. Па добро, нормално, јас сум роден во Скопје и живеев во Скопје до февруари 92. Значи вие се 69 година роден во Скопје, да. Во населба Јане Сандански. Да, тогаш тоа беше аеродром, не, во Јане Сандански прво живеевме во бараките таму во Пандел Шишков, близко до Владимир Назор школото, таму бев во основна школа. После во Орце завршив средно и тогаш се преселивме во Јане Сандански. А запишав електротехнички факултет во Скопје, па се префрлив во Белград кога дојдовме тука 92. И сега син познат како син на Ратко Младич. Па помеѓу другото и тоа, да. Добро, Дарко, сите овие моабити ги слушате. Ратко Младич е веќе осуден во Хашкиот трибунал. Првостепено, да. Да. Се чувствувате ли ко син на воен злосторник? Колку тоа може да го издржите, вие сте на 50 годишна возраст без малку, да. Дали може да го издржите тој товар дека сте син или така во вино дека сте син на воен злосторник? Да. Значи, јас не сум син на воен злосторник, јас сум син на еден брилјантен генерал кој што си ја вршеше своја должност во време на војна. Можеме и на српски. Можете на српски, ако ви е потешко. Вие 92 година заминувате од Скопје. Да. Ако не се лажам, некаде февруари 92 година. Значи тоа е неколку 3 месеци пред JNA целосно се повлечи од Република Македонија или 2 месеци пред JNA да се повлечи од Република Македонија. Тогаш кога стана известно дека Македонија ќе се отцепува од Југославија и ќе стане самостална, тогаш ние донесовме одлука да отидеме. Татко ми и мајка ми дефинитивно мораа да идат, они ни дадоа избор на мене и на сестра ми, ако сакаме да останеме во Скопје, ако сакаме да идеме со нив во Белград. Ние двајцата, Ане и јас, практично во истиот разговор донесовме одлука да идеме и ние, затоа што знаевме дека он ќе има истакната улога во таа војна и просто не сакавме да он биде во позиција да биде уценет по било кој основ, за да може својата должност да ја обавува што поквалитетно. Доаѓате ли, Дарко, во Македонија? Роден сте во Скопје. Да. Сопругата ви е македонка. Да. Колку што може да се најдат информации на интернет. Доаѓате ли во Македонија? Гледате ли што се случува во Македонија? Во Македонија во еден период не доаѓав, непосредно након војната и после војната и можда неколку години, од после можда 2001-2002 доаѓам редовно, 2-3 пати годишно сигурно, понекогаш и почесто. Вие живеевте во оние, на крајот, нели, во оние офицерски згради, некаде на 50 метри од сегашниот кафич или кафана. Кажи Макдоналдс. Да, Макдоналдс Трен. Тие малите згради, не големите. Значи не првата линија што се големите, да, оние малите позади, да. Тоа е некаде 300 метри, јас таму доле живеам. Значи луѓето што живеевме во Јане Сандански се знаевме и ве познававме. Значи настрана од сите овие приказни и пропаганда на Ратко Младич, воен злосторник, тоа историјата нели ќе се окаже. Меѓутоа вие како фамилија плативте
прескапа цена, значи плати и многу други фамилии, нели? Да. За тие фамилии ние сме слушнале која цена имат платено, фамилиите во Босна, фамилиите во Хрватска, во Србија. Но и вие како фамилија на Радко Младич плативте прескапа цена во таа војна 91, 92 до 95 година. Како беше во тој период да си биде син на Радко Младич, од Србите воспеван како херој, како генерал, од сите останати воспеван како воен злосторник и балкански колјач заедно со Слободан Милошевиќ. Да. Па, знаете како, прво што се однесува до сите жртви во тие војни кои што се последица на разбивање на Југославија, јас мислам дека на некој начин тука нема добитници. Значи, сите изгубивме со растурање на таа држава, само тие кои што практично го планираа тоа и го спроведоа, кои што не се од Југославија, каде што дел на југословенските народи беа извоѓачи фактички само на тие радови, само они се добитници тука. Значи, јас сметам дека секоја жртва е вредна на почит и ние исто изгубивме член на фамилија, како и многу други. Јас сметам дека тоа беше непотребно. Мораше да се најде начин друг, али веќе кога тоа се случило, Радко Младич не беше учесник на разбивање на Југославија во политичката димензија, него кога дојде војната, он си вршеше својата должност, работа. Значи, како што Младич беше српски националист, беше четник или беше југославен? Не. Значи многу мина генерали, офицери со кои сум контактирал. Да. Дали во Скопје, дали во Македонија. За него велат да бил прек човек, дека бил брз човек, дека бил нервозен човек, дека ако не му се исполнело тоа што го сакал, го барал, знаел да реагира и бурно и така натаму, никој не му зборел две работи. Прво дека бил добар офицер и второ дека бил југословен. Значи, сите за него велат дека тој всушност живел во сон да ја спаси Југославија, дека во најголем дел тоа што го правил за да ја спаси поранешна СФР Југославија или Титова Југославија. Од Скопје 91 во јуни он замина за Книн со идеја дека ќе одбраниме Југославија во Книн. И со таа, да кажем, идеја и тргна. Меѓутоа, во еден момент стана јасно дека тоа е невозможна мисија. Дека утопија. Актерите кои што ја генерираат таа криза више практично ја донесоа таа одлука. Ја мислам дека во Бриони практично кога Србија се согласи Словенија да може да отиде, тука фактички стане илузорно бранење на Југославија. Како Радко Младич доаѓа во Македонија? Еден голем дел од неговата служба и неговата кариера е во Република Македонија или тогашна социјалистичка Република Македонија, кој е роден во Босна и Херцеговина, значи еден голем дел од неговата кариера ја има во Македонија. Скопје, Штип и тие некои гарнизони. На Радко првата служба му беше во Македонија. Он од почеток на својата војна кариера почна во Скопје, во Македонија. И практично до 91 до јуни 91 он целото време го помина на должности во Македонија. Значи беше од командно-штабната академија кога стана мајор, беше во командант на батальон, после тоа беше командант на полк во Охрид, командант на бригада во Штип, началник за настава во третата војна област во Скопје и сите негови должности беа врзани за тој дел на Југославија. Практично тоа во тој период. За нашите гледачи е многу важно да знаат дека Македонија е прва борбена линија и кон НАТО и кон Варшавскиот пакт, односно тогаш на Советскиот сојуз или целата таа номенклатура воена што е Варшавскиот пакт и НАТО структурата, тоа е Грција нели и доле Турција. И дека таа македонска или таа скопска воена област е една од клучните армиски области во тогашна СФР Југославија. Да, и таму беа пратени елитни официри, значи луѓе кои што мора да бидат способни да практично паралелно размислуваат и да бидат спремни за сукоб со Варшавскиот пакт и да бидат спремни за сукоб со НАТО пактот. Така да во Штип кога беше командант на бригадата, таа бригада беше А бригада и она имаше должност да прими евентуален удар од страна на Бугарија, но имаше и планови у случај на напад од Грција што таа бригада мора да работи. Така да тоа е многу сложена
војна активност. Што значи А бригада, на пример? Велите, Радко Младич во Штип беше командант на А бригадата и таа бригада по некои толкувања располагала со неколку пати поголем буџет од општината Штип, на пример. Да, затоа што таа бригада, значи, она е фактички константно спремна за војни дејства. Значи, во случај Бугарија да не нападне, таа е подготвена. Во случај Бугарија да нападне, таа е подготвена веднаш да реагира и мора да го држи фронтот одреден период временски додека се мобилизира останатиот дел од војската, значи резервниот состав, Б бригадите кои што се делимично пополнети, значи тоа е некоја војна процедура кај што фактички таквите бригади првиот удар морале да го задржат. Значи таа функција обавува Радко Младич, командант на бригадата во Штип. Благој Аџич мислам дека исто беше командант на бригадата во Штип. Може, не знам. Да, значи еден голем дел од југословенските генерали, како што советските генерали морале еден временски период да поминат или Грузија или во Кавказскиот регион, така и југословенските едно од главните е во Штип или во Република Македонија. Радко беше еден од важните учесници, на пример, кој што го проектираа Криволак полигонот. Радко Младич. Да, Криволак е еден од најсовремените полигони во ИРНА беше Криволак и практично Радко беше прв оперативен планер и проектант на тој воен полигон. Ви тоа не сум го знаел. Да. Се подготвував за ова интервју, меѓутоа овој податок не го имав најдено. Па он во тоа, значи, од вежбата Единство 83-та практично, која што беше многу битна вежба за целата една, кај што се испробува и некои нови системи и така натаму, значи он тука имаше битно учество. Каде е ранет Радко Младич? Има информација дека додека служба во Македонија тој е ранет. На бугарската граница има да. Ја мислам дека тоа беше во период кога Тито умре и он беше во инспекција на бугарската граница и од бугарската страна пукаа на него и огработина. Не ништо сериозно, но беше. Дали сте разговарале за односите помеѓу Македонија и Грција? Значи, вие бевте во Скопје, бевте во Штип, значи таа е првата борбена линија визави тогаш на СФР Југославија и Грција. Имаш ли Радко Младич одредени операции, имаш ли одредени анализи, стратегии, што во случај Грција да ја нападне тогаш на СФР Југославија или Не знам, за тоа не сме збореле. Никогаш, значи ја никогаш со него тогаш поготово, значи тогаш за тоа уопште не станувало не смееше да се разговара. Апсолутно, нити ја. Има ли оперативни акции у Грција, на пример, еве? Конкретно да ве прашам. Да, он како млад офицер туку што дојде во Македонија, значи ја мислам дека тоа се негде можда 6-7 година. Он беше командант на извидјачки одред кој што имаше акции на изведување преку границата. Значи таму се градеше нека голема војна база и неговата задача беше да сними што може да се сними, што прави НАТО таму, значи не грците него не. Тоа е базата, претпоставам ли Хоро над Катерини? Тоа беше главната грчка, односно главната НАТО база. Не знам, која е, значи таа што се градела во тој период, кај што била некоја голема фреквенција на градежни радови, он влезе, сликаше и излезе. Тамо генералот Грилакис беше главен, подоцна еден од главните шефови на грчкото воено и разузнавање, државно разузнавање. Значи, не знам, оперативно како офицер на ЈНА оди и влегува во таа НАТО база додека се гради, да види од кој формат, како формат е. Да. Па тоа е, значи, он е практично тогаш во тој момент е, мислам дека уште чак не е ни поручник, он е подпоручник и после тоа доби како командос, доби напредување да во чин на поручник ванредно поради таа акција. Кога заминува Приштинскиот корпус? Од Македонија заминува Приштинскиот корпус? Фактички Приштинскиот корпус беше многу кратко и практично показна. Показна беше пратена? Показна, затоа што беше началник за настава, ја мислам, и во Третата војна област, во моментот кога Туџман ги постројуваше зенгите на стадионот прв пат во Загреб. На Максимир. Да. И влезе кај командантот да му потпише некои документи. И командантот, мислам дека тоаш беше Живот Аврамовиќ, го праша пред другите генерали што мислиш ти за ова.
Он им кажа, ако дозволите ова да ви излезе од овој стадион, нема да ги зауставите. И поради тоа практично утре дента доби прекоманда за помошник на позадина во Приштинскиот корпус. Тоа беше деградација. Тоа значи 90-91 година. Тоа е 91 веќе, да, значи тоа е негде, дали е тоа март или април 91. Имаше тогаш некои назнаки дека може да се отвори фронтот, бидејќи Хрватите инсистира на тој јужен фронт, да речеме да се отвори за да може да се разлечи тогашната JNA или одбраната на тогашната JNA. Една од варијантите беше со помош на Албанија да се отвори конфликт ново жариште во Косово, Приштина. Имаше одредени такви можности да се отвори конфликт, бидејќи албанците тогаш и не беа војнички подготвени да можат да делуваат во Косово и на Приштина. Приштина. Сега можете да анализирате уназад, очигледно е дека разбивањето на Југославија идеше од север кон југ. Значи, прво почна Словенија, Како магла која се спушта. додека Словенија формално не беше завршена со некој споразум, ништо не се случи во Хрватска. Кога Словенија формално практично беше неформално за почеток, але практично за конфликтот стопиран, почна Хрватска. Тек пошто Хрватска на некој начин доби умпрофор и се замрзна конфликтот, почна Босна. Босна траеше, кога заврши Босна, тек после тоа почна Косово. Кога заврши Косово, почна Македонија има Македонија. сукоп. Така е. Практично да Како викат, секој летенце по едно детенце, нели таа ромска една изрека, што е, значи на 2 на 3 години конфликтите се спушта на југ. Тука се гледа значи систематичност и план. Некој тоа го водеше плански и систематично. Добро сценарио. И да кажам структурирано. Можеби не за нас, кои сме жители на таа некоја држава или нови држави кој настана, но едно добро сценарио. По сценарио беше тоа. По сценарио беше тоа правено. Да, можеме сега малци на српски за да Можеме, за да не грешам. Да. 9 години трае крејењето на генералот Ратко Младич. Има сменато многу локации, на крајот е пронеден во едно село во близината на Зрењин. Каде е криен, кој го има криено, колку чини тоа криење и како успева 9 години да ги избегне сите тие потраги против него и одредени екипи кои беа пратени на теренот да најдат главата на Ратко Младич, говори неговиот син Дарко Младич. Колку трае крејењето, бегството, агонијата нели на Ратко Младич? Кога почнува, а завршува нели со на него апсење во едно од овие војводински села во близината на Зрењани. Колку години се крие и е во бегство Ратко Младич? Па реално од изручење Слободана Милошевиќа Хагу. Значи тад кога е изручен Хагу, Ратко е отишол из куќе и практично од тад почиње тоа негово скривање. Тоа е некаде 2000 година. 2002. 2002, значи. На Видовдан 2002. Значи на 28 јуни 2002 година. Јест. Значи тоа некаде трае околу 7 до 8 години. Па ето до 2011 година, значи тоа е 10 години, 9 години. 9 години. Да. Каде се крие? Знаете ли каде се крие? Па, во почетку сме имали неки информации, после нисме имали никакви информации, сме ми били потпуно праќени и било кој наш контакт би био откривање негови локации. Знаете колку луѓе мене ми се има во Македонија јавено дека го виделе во Дојран. Значи маса на луѓе. Претпоставувам нели знаејќи дел од нив дека има службувано во Македонија, во Штип, во Куманово и така натаму и претпоставува. Меѓутоа најмногу ми се има за Дојран јавувано. Јас пробав да најдам некоја логика зошто баш би се криел во Дојран, во еден од оние автокампови на границата со Грција. Се криеше ли во Дојран на пропатување, да речеме, до Света Гора, бидејќи нели втората дестинација беше тоа се легенди, тоа се све легенди. Он всушност се криеше прво во почеток во станови во Белград, после отиде надвор од Белград и на крај беше повише од 5 години во тоа село Лазарево, само он и Бранко знаеа дека он е таму, никој друг. 5 години во селото Лазарево. Да. Значи, меѓутоа таму во тоа село ние имаме роднини. Никој не знаеше, освен он и Бранко. Само затоа така успешно беше тоа. Има еден момент. Тоа е едно село во околината на Зрењани. Таму е Ненад Бековиќ, еден познат фудбалер на Партизан. Таму потекло. Да, таму сите се фактички после Втората светска војна дојдени од Херцеговина, населени во
во тие села околу Зрењини. Но има еден многу интересен момент. Луѓето сами го правеле тоа за да го штитат. Значи, од Белград... Кои луѓе? Тие што јавувале дека го виделе. Јас знам многу примери кај што луѓето намерно измислувале дека го виделе Радко, за да потерате одлекуваат на... Да дефокусираат. На погрешни трагови. Тоа не е ништо организирано, него просто луѓето тоа само иницијативно го правеле. Мене ми беше смешно, бев со ќерка ми на сајм на книги во Белград, ја мислам дека тоа е некоја 2007 на пример година, или 8, така, и сега седам со детски писатели, за да ќерката моја ги запознае малце, да види со нив да збори и така. И они ми кажуваат, само да знаеш, ние тројца секој ден се викаме на кафе и викаме дека Радко е денес кај мене, за да не слушаат и да губат време со нас малце. Така да во Република Српска исто такви имаше акции од луѓето, сами луѓето го правеле тоа. А го бара, например, Хан Пјесак, оние три кули што се во Хан Пјесак, таму беше оној големиот бункер во Хан Пјесак, кај што беше командниот штаб на Радко Младич. Да, подзем Црна река. Да, во тек на војната во Босна и Херцеговина, го бара во Валјево. Сите сметаат дека луѓето се кријат по планини или се кријат, не знам, по некои манастири. Радован Караџиќ го бара по манастирите, нели, во Црна Гора, а тие се криле во еден голем дел во Белград. И ако Радован Караџиќ беше маскиран во доктор Бабич, беше ли Радко Младич маскиран во нешто, за да може да нормално функционира во наводници? Не, меѓутоа он не излегуваше. Не излегуваше? Он излегуваше надвор во дворот рано на Сабајле и касно навечер. И шеташе низ селото во касни ноќни часови. Значи, оно 2006 до 2011 година е во тоа село. Практично во тоа село. И само он и Бранко знаеле за тоа. Чак Бранко ќе викне, кога ќе дојде време да се колат свињите, он ќе викне комши дома кај него. Радко е заклучен во дневната соба, он имаше две куќи, стара и нова. Он живееше во старата, а новата беше кај што Радко живееше. Ќе го заклуча Радко у дневната соба и они у куќата кај што е Радко колат, значи го спремаат месото у кујна и у трапезарија, а Радко седи у дневната соба. И практично во тој момент тука и шпионите поминуваат и све да видат што се случува, пошто во тој период куќата е потпуно отворена, луѓе влегуваат, излегуваат. И кој ќе го прашат зашто се заклучил дневната соба, Бранко ќе им каже за да моето благо кој што го имам тука не го украдете вие мангупи. Така да просто службите кои што прателе тука и анализирале сметале дека тоа е проверено, дека он не е тука. Бранко ви е роднина. Да, он е практично татко му на Бранко и татко му на Радко се први роднини. Значи први братучиди или браќа? Да. Добро, ако 6 години, 5 години се крие таму, значи првите 4 или 5 години се крие на други локации по Белград. Па да. Скапа ли не работа? само по Белград. Каде? На кој место? Па значи по Белград и после излезе од Белград, беше во некои места по внатрешност, али кратко време, практично најлесно се криете во голем град. Значи најлесно се криете. Колку чини тоа, Дарко, да се криете, например? Има ли еден или два прстени на обезбедување? Вела дека тој заминува во Лазарево од кога Хашкиот трибунал и локалните власти во Србија, во Босна, почнува да ги апсат неговите соработници, шефот на неговото обезбедување, шефот на разузнавањето во Република Српска. Како тие паѓат и одат во затвор во Хаг, така почнуваат луѓето да се дистанцираат од Радко Младич. Стано многу скапо, нема пари, мора да замине. Не, значи малце другачие. Тоа он уствари, они кога почнале тие луѓе да ги хапсат и да ги оценуваат, он веќе долго време они не беа во таа функција. Практично Радко тоа го држеше стално да знае он и уште еден човек, затоа така беше ефикасно. Само двајца. Да, двајца. Он и тој човек. И тој човек кој што е со него во станот не знае на кој место Радко ќе се префрли. Таму го чека друг човек. Тој човек што е со него во станот. Не. Имаше ли налог во случај да упаднат луѓе да го апсат Радко Младич, тој да го убие Радко Младич? Бидејќи такви приказни имаше, нели? Да, па искрено речено тоа не го знам со сигурност, Радко него ни прашав. Он само ми кажа дека во моментите кога размислувал дали да изврши самоубиство за да не биде ухапсен, не сакал да го стори тоа поради сестрена. Постоја многу шпекулации околу смртта на Ана Младич, сестрата на Дарко Младич и ќерката на Радко Младич, и едно од тие приказни беше дека поради одредена невозвратена љубов
која потекнува од Куманова, дека тоа била причината за незиното наводно самоубиство. Меѓутоа вистината е сосема различна, почитувани гледачи. Некаде пролета 92 година Дарко Младич и Ана Младич го напуштаат Скопје и се преселуваат во Белград. Во моментот кога го напуштаат Скопје, таа ја прекинува својата тогашна романса и љубовна врска со синот на поранешниот министер за здравство во владата на Бранко Цренковски, тој е господинот Јован Тофовски. Значи врската која е прекината е некаде 92 година и тоа нема никаква причина или никаква причинско-последична врска со убиството или самоубиството на господјата или господицата Ана Младич. Причината е сосема поинаква и причината или убиството потекнува од Белград, односно тоа го покажува истрагата на генералот Радко Младич. Меѓутоа да не должам, проследете го овој дел или тој дел од нашето интервју. Имате сестра која официјално си има самоубиена во текот на 94 година. Според вашето мислење или според тоа што вашата фамилија го смета, е убиена. Да, така е. Кај се самоубива или каде е убиена? Па тоа се случи во нашата семејна куќа во Белград, во куќата во која што бевме и јас и мајка ми. Најголем сомнеш за све предизвикува тоа што фактички ние не сме слушнале ништо. Значи никакав звук немало од тој пиштол. Значи, вие живеете во иста куќа? Па јас сум во собата поред. Значи соба до Спијам соба во сте? соба до соба, значи и мене не ме буди тоа. Практично мене мајка ми Ништо не се слуша, значи. Ништо не слушнавме. Татко ми тоа го истражува и со тоа се занимава највише и он сигурен дека он е убиена. Практично тоа коинцидира со тој преговарачки процес каде што он на некој начин се смета од одредени кругови како препрека за мировниот тој некој процес, бидејќи он претходно веќе сруши еден план. Бенсовенов план беше подпишан, парафиран практично од страна на Радован Караджич во Грција и на Мицотакис улогата кога на дојдоа на Пале. На Пале на парламентот, практично Радко образложувањето кој што го одржи доведе до тоа да пратениците гласаат против тој план. Сега да кажете дека сестра ви е можеби убиена, за да може да се стигне до Дејтонски или до некој друг мировен договор за Радко Младич да биде скршен и да не може да се спротистави на тоа. Така е, па што е суштината? Суштината е во тој момент нашата војска контролира повеќе од 70% на Босна и Херцеговина. Практично треба 49 да имате. 49 е практично во тој момент 94-та веќе прелиминарно договорено од страна на преговарачите кои што учествуваа во тоа. Значи Србите треба да изгубат некаде 21% од територијата. Да. И он одбива тоа да го спроведе, он смета таму кај што гинале неговите војници, он нема никакво властување за да ги повлекува, а политичарите ако сакаат тоа да го направат, мора да донесат соодветни резолуции и решенија за тоа да се спроведе. И дека затоа е убиена вашата сестра. Па практично сега ќе видите како е, на кој начин и со која брзина е употребена нејзината смрт. Веќе 95-та, кај што некој сака да прикаже дека татко ми се свети поради нејзината смрт, гледате дека тоа е елемент на некоја многу поширока иницијатива. И денес кога ги читаме медиумите, посебно медиумите кои не ви се наклоните ко фамилија, велат дека Радко Младич после 94-та година не е истиот Радко Младич кој до 94-та година, дека многу трагично, многу тешко ја преживува смртта на неговата ќер. Да, што е нормално, нели? Да, тоа е нормално, али тоа не е разлог за он да се смени во односот свој во војните дејства. И практично од документацијата што сега ја имаме на располагање, не само од неговите наредби, него општо од неговото однесување, он практично можда во еден момент, еден период имаше желба да погине у првите борбени редови. Значи, после смртта на вашата сестра, Младич сака да загине. Па, така он, сега не знам како да го кажем, тоа ризикува малце повише, али во сака да ја предизвика судбината. Да, и во тие моменти јас бев со него, значи ме придружија неговото обезбедување за да не ризикува, имајќи увид дека јас сум тука со него, меѓутоа тоа ништо не смени. Ја после го гледав и практично
тоа негова интимна желба не влијаеше врз неговите воени одлуки чак ни во тие моменти. Добро, Дарко, кој му јавува за смртта на вашата Јас му јавив. Вие му се јавувате? Да, по телефон. Тој во Босна и Херцеговина? Он беше во Хан Пјесек, ја во Белград. Како го доживува тоа? Јас кога го интервјурав генералот или полковникот Станковиќ вели дека тоа доста трагично. Пишувањето на медиумите вела дека тој барал да ја нашминка, веќе да го изведа телото од сандакот за да може да ја нашминка последен пат да ја види својата ќерка. Точно ли е тоа? Тоа е малце предимenzionирано. Ние бевме не ја ваделе од сандукот за нашминка, тоа е исто дел од тие, да кажем, спекулации, митови негативни кои се прават. Фактички ние бевме на ВМА да ја видиме последен пат пред да ја стават во ковчег. И кога дојдовме, они таму ја шминкава, значи они тоа го прават со сите мртви, со да, сите умрели. И кога дојдовме, тоа беше во процес и он сакаше да учествува во тоа. Значи тоа е целата приказна. Сакаше он нешто со своја рака да учини за неа. Значи не постои тој момент за да ја извадат, за да он ја нашминка, него просто така се случи ние да дојдеме кога тоа се случуваше и он сакаше да и он нешто за неа стори со своите раце. Се самоубива или е убиена со неговиот пиштол? Неговиот пиштол кој го има добиено како дел од тие командно-штабни. Не. Тој пиштол го доби као прв во ранг на командно-штабна академија, тоа е значи академија после која офицерите можат да станат мајори. Тоа го чувате дома и со тој пиштол не самоубиен или си има? Тој пиштол ни го одземаа во претресите после, пошто наводно немавме валидна дозвола, значи тој пиштол не е кај нас, запленет. И значи поради тој факт дека има сомневање дека вашата сестра се има самоубиено, Ратко Младич не сака сам да се самоубие. Така е, да. Така е поради неа, значи за да не испадне дека генетски дека тоа е да практично он ги бара убиците до ден денес. Вела дека Аркан. Не, тоа не е истина. Значи беше во медиумите, ја баш го прашав се ако бевме, он викам нема врска со тоа, сигурно. Значи сигурно не е Аркан. Да. Значи некој помокне структура. Да, она што ја го знам и што он го има кажано, тоа е дека од српска страна е. И не е Аркан. Значи тоа просто беше испровоцирано од медиумите, ја го прашав, он каже не, он нема врска со тоа. Значи српска страна. Така да уопште нема никаква основа за да се збори дека он нешто сакал да се свети на некого, он смета дека тоа е дел на политичкиот некој процес кој што го води некој. Дарко, од кога исчезнува, велите Белград на Трешноста па до Лазарево, има ли еден временски период кога вие не комуницирате или не го имате видено? Да, значи од можда не знам 2005 на пример или 6. Од почетокот на 2006 прекинуваме било каква комуникација. До 2011. Да. Вела дека смртта на некои војници, тоа е мислам дека е Топчидар. Она бригада или они подземни тунели што се на Топчидар, дека имаше на убиство на војници, двојца или тројца и многу гардисти, да. Гардини или гардисти. Многу ми смета дека тие се убиени бидејќи откриле дека тамо се чували дека тамо се кери Ратко Младич. Има ли некоја вистина дека тогашната војска на СР Југославија го чува Ратко Младич во одредени војни? Тоа е јасно покажано дека Ратко нема ништо со тоа. Значи неговото движење е реконструирано во тој период и се знае дека он не е тука ни блиску. Тука исто се јавува од еден момент на манипулација со него, очигледно за да се истрагата практично усмери во друг ток и истовремено за да се манипулира понатаму со името на Ратко Младич и тој негативен мит и неговата дехуманизација практично да се доведе до крај, да се покаже он као, например, дека е кукавица и дека е спремен да жртвува и српски војници за себе. Што секој кој што го знае Ратко Младич знае дека он прво гледал на тие деца, на тие обични војници да ги заштити и да ги сочува, па после на офицерите, па на крај на себе. Значи он, например, кога дојде тек во Книн, он плачеше по телефон со мајка ми кога збореше за смртта на Сашко Гешовски кој што е задавен на тенкот во Сплит, ако се сеќавате,
кога он практично македонскиот војник Сашко Гешовски беше првата жртва на усташкиот покрет во Хрватска, кој го задавија на борбеното возило во Сплит, кој што беше во една потпуно легална мисија на тогашната ЕНА. Он едноставно емотивен е многу човек и неговата експлозивност поттекнува од неговата емоција. Значи, сите знаат дека он брзо планува, брзо се згаснува, никогаш немал ирационални и нерационални одлуки. Најмалку 2 тешки мозочни удари, еден тежок срчев инфаркт и најмалку 20 на мали мозочни удари. Тоа е генезата на здравствената состојба на Ратко Младич. Во периодот некаде од 94-95 година па до денешен ден, тој поминал низ не една сериозна здравствена катарза. Дали е сега во состојба да го следи судскиот процес во Хаг и дали целта е, можеби пред завршување на целиот судски процес, Ратко Младич да замине од овој свет. Дарко, гледате, последната снимка ние со Младичо сме виделе на еден фудбалски надпревар на стадионот на Југословенската народна армија или на стадионот на Партизан, и после тоа гледаме снимката кога е уапсен во насело Лазарево. Значи во тие 8-9 години безмалку од еден човек генерал, херој или злосторник кој како нели го толкува, ние гледаме еден човек здравствено уништен, исцрпен, веројатно неколку мозочни удари, неколку срцеви удари, така натаму и така натаму. Кога му се случуваат тие здравствени проблеми на Ратко Младич? Најтешкиот мождани удар он го имаше 2008 година во август. 2008. Да, тоа ми каже сега. Откако во Хаг наставивме да комуницираме и практично бидејќи немаше можност за лечење, он се лекуваше со истата терапија која што ја запамтил од првиот мозочен удар во 96 година. А има 96-та година. Првиот е 96-та. Практично ние сметаме дека првиот мозочен удар е 95-та во август, предизвикан као практично покушај на атентат пред Олујата да почне. Значи пред да почне Олуја, На ден 2, да, на ден 2, и тоа е фактички затоа ви викам, постои еден низ на некои настани кои што не можете да ги толкувате као случајни настани во таков еден воен контекст. Интензитет на не само настани интензитет, кои се него поврзани. Има серија покушаи на атентати на него кои што он ги преживува или ги избегнува и така натаму. Колку обиди за атентати има? Па оно што ние знаеме тоа е 4 или 5. 4 или 5. 4 или 5 во тек на војната. И од кого? практично Ако може да ги па одговори. не можам сега тоа да зборам, пошто мислам дека тоа не е потпуно јасно. Они не се можни без учество на инсайдери, но од друга страна големо е прашање. Мислам дека не Што е операцијата Тајфун, на пример? Тајфун мислите за септември 93 во Бања Лука? Да. Па ете, тоа е еден од моментите кај што вие гледате реакција. Тоа е обид за атентат врз Ратко Младич. Да, значи Спречен обид за атентат врз. да, само контекстот да ви го објаснам. Значи во лето 93 година Војска Република Српска практично ја добива војната со своето завземање на Игман и Белашница. Во тој момент Тоа се планини околу Сараево. околу јужни планини, јужно од Сараево, практично војската Само да објасниме за нашите гледачи, пошто нешто, значи Јахорина, Игман и Белашница се клучните планини околу Сараево. Таму и Олимписките игри во најголем дел се организира 84 година. И тој кој ги има планините околу Сараево, го има на тацна и градот Сараево. Да, па практично идејата беше за да се избегнат улични борби за земање на Сараево, во кои што би страдале и голем број на цивили. Како у Сирија, например. Као Сирија. Сега ви можете да повлечете паралела со градовите во Сирија или Грозни во Чеченија, например, што беше. Значи, Сараево имаше јаки сукоби, али немаше такви улични борби као што беа во, не знам, во Вуковар или, ако сакате, Грознија или во градовите во Сирија, Мосул или Алепо. Значи, практично идејата беше да со земање на Игман и Белашница се разбие јужната одбрана на Сараево и тоа и се случи, они практично се распаднаа. Во моментот кога војската на Република Српска требаше да слезе од Игман и да ги поседне тие празни положаи во Храсница и другите делови на Сараево, америчката дипломатија претеше со бомбардирање,
politički faktor se uplašio to i obustavi ta ofanziva na vojskата на Република Српска. Тоа е 93-та. 93-та во јули месец, јули и август. Кога Србите, значи, и Практично Ратко Младич, војната ја добивме војнички. вие ке бевте победници на војната во Босна и Херцеговина. И оно што е битно, практично војната ќе траеше 2 години и пократко. Сите жртви после 90-та немаше, летото на 93-та немаше да се случат, но Америка претеше со бомбардирање, политичкиот фактор се уплаши и практично спречи да дојде до реализација војничка победа. Таа 93-та година Ратко Младич е пред војна победа. Да. Политиката тоа го спречува. Јесте. Америка на притисак Америки. Да. Америка се заканува со бомбардирање. Да. И значи единствена брана да не дојде до таков еден развој на настане или таква сценарија Ратко Младич. Тогаш има обид за атентат врз Да, Ратко онда ви Младич. имате тај сценарио, тоа сам тео контекст да направим, значи онда долази до побуне у Бanja Luci, у кој практично je on bio na nišanu jednog snajpera koji je dobio signal da puca, ali kad je video komu na nišanu nije izvršio to naređenje. Снайперист од војската на Република Српска. Pa ne znam da li iz vojske ili policije, ali uglavnom srpski je snajper bio koji je držao nišanu Mladića, on je dobio neku legendu drugačiju, ali kad je video koga treba da puca, on je opalio. I znači to je... Тоа се еден од тие 4 обиди за атентати. Da, jest. Првиот мозочен удар вие сметате дека е симулиран. 95. praktično proizveden. Како? На кој начин? Pa, dat mu je lek. Tako da to njega na kraju su mu lečili kamen u bubregu i razbili mu kamen u bubregu. I ja sam tad mislio da je to zbog kamena u bubregu, međutim nije to. Neke podsedative neko, da. Međutim, on je to očigledno na nogama tad izneo. I 96. mu se dešava taj veliki, od koga je on se dugo oporavljao. Cijela desna strana mu nije radila, izgubio moć govora, moć pisanja, to je trajalo neko vreme. Tako da u tom periodu od 96. formalno ima taj prvi veliki moždani udar. И таму му е препишена терапија, која кога го доживamo зочниот удар 2008 година. Jeste, on je kopira praktično, da, kopira. Тогаш е во Лазарево. Da, sa Brankom kupuje te lekove. Значи истите лекови кои ги имаше користено Samo ih ne kupuju u Lazarevu, Branko ode u Novi Sad pa kupi lekove ili ode, ne znam, u Beograd pa kupi lekove, razumete? Znači on nije bio tad praćen, nego je prosto bio na tu na lokaciji, vjerojatno prisluškivan. Добро, господин Дарко, колку мозочен удар има? Бидејќи информацијата како е открен Ратко Младич 2011 година вели дека вие одите и го посетувате Бранко во селото Лазарево и дека така можеби ја насочувате акцијата или истрагата да биде откриен. Pa ne, evo sad ću reći, znači on je tad imao u aprilu 2011. godine, on je pao, imao je taj neki manji moždani udar, pao je u kadu ujutru kad je hteo da pere veš i tek uveče kad je Branko došao u stan našao ga je u toj kadi, izvukao ga iz kade i on je mislio tada će da umre. On je tražio od Branka da vidi decu pre nego što umre. Вашите, внуците. Jeste, da, ja sam tad nisam znao, ja sam sumnjao da bi možda onda mogao da bude kod nekoga od rođaka, ali pošto nisam znao, ja sam izbjegavao i zbog toga što su oni išli gde god ja odem i posle te ljude i maltretirali i pretresali i svašta radili, ja sam izbjegavao te kontakte prosto i da ne bi ljudima nanosio štetu. Međutim, oni su insistirali tad da ja dođem i onda sam ja jednostavno nisam hteo da namerno odbijam, da neko ne bi mislio da sad onda možda tamo, zato što ja odbijam. I onda sam otišao i deca su gledala ovci i svinje u dvorištu, on je decu video kroz prozor. On je bio svestan da će oni doći za tom decom, ali on je mislio da će da umre pre toga i to je... Znači, neki беше, smetаше дека... Ne, on je bio u katastrofalnom stanju, već on je praktično čudo je da je živ u tom periodu. Zaista je bilo pitanje dana da li će umreti ili ne. Вие таму во тој момент во таа куќа во Лазарево се сраќавате со... Jeste, ja sam ušao da ga vidim, da, jeste. Ja sam ga vidio, to je bilo jako težak moment, znači to je za mene bilo katastrofa. Ja ga prvi nisam poznao, lik mi je bio promenjen po očima, sam ga poznao. Znači толку и изобличен. Da, znači drži ovako ruku preko lica zato što plače, on kad me vidi, on plače, znači ovako, a njemu posebno rade sad 3 prsta, ovo, 2 prsta, ovo, to je isto posljedica moždanog udara, znači to je stvarno oslabio je bio, teško se kretao, teško govorio, znači to je stvarno. I on objektivno tad nije bio sposoban da mu se sudi, a izručen je kao da je zdrav. Значи само неколку недели после таа ваша посета на Лазарево,
Pa da, него го 2-3 открива. nedelje jeste. Mislim, го to mi je открива. najteži period u životu, ja ne znam šta da radim. Znam da će oni pre ili kasnije doći tamo, znam da on neće da se pomeri odatle. To je bilo teško jako. Точно ли е тоа дека младич кој веќе гледа дека на крај на животот бара од својот роднина Бранко да го убие, Da, да му i искати? Branko го odbi to, da. Значи Бранко одбива да го убие Da. Ратко Младич. Да. Сака да се го одземе, од Да. Уште колку мозочни удари или срцеви удари има доживеано во Хаг? Pa во Хаг сега ono što ние го видовме на снимката која што ја дваја добивме 2017 година, он има преку 20 лузни практично од мали микромождани удари, Значи а фактички лузни има на мозокот, на мозокот. а има сигурно најмалце еден сериозен, кој што они практично го криеа од нас и кој што се случи во декември 2016 и имаше најмалку еден срцев удар во крај септември на 2011 година. 4-5 мозочни удари, Да. 20 на пома или еден сериозен срцев удар. Така и тоа е суштината зашто ние бараме лечење во Србија. Сега во моментот прво баравме во Русија, пошто прво имавме гаранција од Русија, затоа што е недвосмислено утврдено дека не го лечат како треба. Значи, без оглед на да некој може да каже пристрасно од моја страна или не, али документацијата која што они ја крија, иако немаат основа, власникот на таа документација е исклучително Ратко Младич. Да кажете дека тие намерно несовесно го лечат или со погрешна терапија, бидејќи и за Милошевиќ имаше мноштво на такви шпекулации. Да. Дури мислам дека Шешел во некој интервју кај мене во емисијата имаше кажано дека со лек одреден намерно му се зголемил крвниот притисок на Милошевиќ за да доживее одреден срцев или мозочен удар, намерно, значи да се тоа некој лек за лепра бил. Мислите дека и Ратко Младич намерно е лечен погрешно за да думне во Хашкиот трибунал? Вака ќе ви кажем тоа, за да не влегувам во намера, на секој доктор кој што ќе ја види таа документација, му е очигледно дека он не е лечен како медицинските стандарди захтеваат за такви пациенти. Дарко, се Дали намерата, само да завршам. Значи, пошто тие луѓе таму не се почетници, очигледно е дека од некоја причина он не е лечен онака како треба да биде лечен. Значи, ако има такви сериозни здравствени проблеми, Да. и ако тоа го покажуваат снимките и документацијата здравствена која вие располагате, ако е несовесно лечен, и ако имаме нели сомневање дека тоа е направено намерно за човекот да умре, а не да заврши судскиот процес, тогаш нете се поставува прашањето зашто тоа го прават, зашто не му дозволат да се лечи. Зашто вие не алармиравте можеби претходно тоа да се направи? Имавте ли одредени закани дека не смеете да говорите за неговата здравствена состојба, дека тој не е во психофизичка кондиција да може да го следи тоа судење? Да, тоа од почеток тоа беше причината зашто вака касно тргнавме во тоа, значи окидач за тоа беше тој мождани удар од декември 2016 за кој што проценивме дека он навистина може да умре од тоа, дека више не е прашање на неговиот живот. Значи, мене лично, затворскиот доктор Фалке во август 2011 ми кажа, ако се позивате на неговата здравствена состојба, и ако барате да не му се суди по основа на тоа дека не е во можност да се суди, ќе го затвориме во лудница и за 6 месеци ќе биде мртов. Значи, ако вие Така алармирате, Значи, ако ние се затворат во лудница. практично ќе го убиеме. И тоа мојот беше избор, ја морав тоа да донесам таква одлука, значи или да идеме на тоа дали да се повикаме на тоа дека он не е способен за судење. Ако се сеќавате во тој момент претседателот на Србија беше Борис Тадиќ, кој што го изручи као парче на роба и кој што го осуди во својот говор, он веќе кажа дека он е воен злосторник пред било каков процес. Ја не можев да рачунам на никоја подршка политичка во тој момент. Ние бевме во тој момент измалтретирани во голем период на години пред тоа, значи со разни облици на тортура, ако сакате. Веројатно следени, законувани, прислушкувани. Да. И практично во една тешка состојба ја морав да донесам одлука што понатаму. Значи, ние едноставно не... Ја резонирав дека ако идеме на тоа, они ќе го убијат. Дека тоа не е празна закана.
Како може да се живее под товарот или под притисокот да сте син на еден воен злосторник како што е Ратко Младич? Кога разговарате со Дарко Младич, тоа изгледа многу едноставно, меѓутоа прашање е на време и прашање е на проценка. Ништо се поминала фамилијата на Ратко Младич? Дали фамилијата на Ратко Младич платила прескапа цена за војните злосторства или за минатиот труд на генералот Ратко Младич? Го отворивме прашањето за кумот кој е убиен Да. во Москва. Значи тоа се серија на симптоми, значи убиството или самоубиството на вашата сестра, серијата или 4 атентати, обиде за атентати врз Ратко Младич и убиството на неговиот кум во Москва. Значи така се стега тој обрч околу Ратко Младич. Што е суштината на тоа убиство на кумот на Ратко Младич во Москва? Па за тоа конкретно убиство најверојатно е во прашање тоа што он помагаше за вооружување за војската Република Српска. Значи помагаше Да. да биде вооружена. Да. Едно прашање постојано би било, ајде да речеме, неодговорено или нејасно. Зошто 99-та година Ратко Младич не е на Косово? Или зошто не учествува во одбраната на Косово? Бил во Хрватска, бил во Босна и Херцеговина, е генерал или војник по вокација и тој војник по вокација или хероот за србите и за српскиот народ во тој период 99-та година не е на Косово, а заминува во Книн како командант на Приштинскиот корпус. Значи ги знае состојбите таму. Да. Зошто 99-та не Тоа е беше одлука вклучен? на Слободан Милошевиќ, он му бараше на Ратко да му биде советник 98 и Ратко го одби. Он беше на располагање, а тие што донесуваат одлуки за ангажирање кои треба да биде ангажираат, они тоа веројатно знаат зашто. Претпоставljam дека Милошевиќ ценеше дека тоа би било можда медиски поен за НАТО и дека тоа е причината. Видите, ние живееме во еден поларизиран свет, кај што една вистина едни луѓе доживуваат на еден начин, други луѓе или други народи доживуваат на друг начин. Например, за хрватите, за албанците, за бошњаците Ратко Младич е крвник, колјач и воен злосторник. За еден дел од србите можеби исто така е воен злосторник, за еден поголем дел од србите например е херој на војната во Босна 92-95 година. Меѓутоа интересно например за русите, тој е човекот кој прв води војна со Ал-Каеда или со претходницата сега на ИСИС. Еден голем дел од тие луѓе кои сега со ИСИС војуваат во Ирак или војуваат во Сирија, всушност биле тренирани или биле почетници и приправници во војната во Босна и Херцеговина 92-95 година. Па ја мислам дека има луѓе кои што биле поручници во бригадата Ел Муџахид на Ал-Каида во војската на босанските муслимани, а кои што се сега команданти во генерали во ИСИС во Сирија и во Ирак. И тоа е, ја мислам дека тоа на сите им е познато кои што се занимаваат со таа материја. На некој начин мислам дека сме ние на почеток на таа серија на сукоби која што можете, ако сакате да ја карактеризирате како некој вид на Трета светска војна со низок интензитет, пошто од Ирак 91 и Југославија 91 и понатаму цел низ на сукоби имате во кои што стално една страна е иста, значи НАТО и Америка е Украина. Да, во Украина, во Сирија, во Либија, во Ирак, во Афганистан. Целата албанска пролет. Да, тоа е арапска пролет. Да, тоа е цела серија на сукоби кои што за жал не им се гледа крајот. Еве сега Сирија е трагедија за тој народ таму, исто кој што е трагедија за сите народи на бивша Југославија. 20 на години траат тие конфликти со низок интензитет, нели како е Другата светска војна, со низок интензитет. Да. Веројатно од руската перспектива гледано, ако ме прашавте за нив, они рачунаат дека као што во Втората светска војна во Југославија 27 март го заустави Хитлер на неколку месеци па не падна Москва. Така, и текот на Втората светска војна добие друг правец. НАТО се задржа на Балканот уместо година-две се задржа скоро 10 години. Они повеќе од потребно. Да, рачуна дека некое време добиле со тоа. Што очекувате дека ќе се случи во Хак? Ќе издржи ли физички Ратко Младич да може да успее таа своја идеја и ваша идеја нели на тимот кој стоите позади него да направи ревизија на првостепената пресуда кај што се осудува како воен Знаете како, злосторник? значи од здравствена страна гледано, он веќе е чудо. Чудо е да е жив. Од 2008 година, кога што имал
го имал тој голем мождан удар, практично он се наоѓа во последните 10% кои што се живи. Само 10%. Такви луѓе 10% годишно умираат. Тоа му е ризикот. А тие луѓе нормално се лечени, се наоѓаат во посебни услови кај што се избегава стрес, едноставно Колку се негувани. во капацитет Да. да може дневно да има концентрација за работа. Да, али и ги изолуваат од стрес, ги чуваат, ги лечат нормално. Он е све супротно, он е нонстоп под стрес, не бил лечен со години како треба. Едноставно, сите негови фактори на ризик се такви да он воопште не би требало да биде жив. Така да од здравствената страна гледано, него само Господ го држи во живот и до кога ќе живее, јас се надевам дека ќе живее што подолго, али практично он со такви здравствени проблеми е да може секој ден да умре. Господин Дарко, имаше најава дека ќе се бавите со политика. Дека може да сте кандидат за председател на Република Српска. Има нешто од тоа? Не, тоа се медиски спекулации. Разговорот со тоа Не се прашање. занимавам со политика и тоа го дознав од вестник, како и вие. Нема никакви политички амбиции, нити со некој сум зборил за тоа. Многу среќи, господин Млечич. Благодарам. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечерва можевте да проследите ексклузивното интервју со господинот Дарко Младич или синот на генералот Ратко Младич. Не се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.